Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Анет читаше книга, но воопшто не можеше да се сосредоточи. Баба, ќе одам да си легнам. Добра ноќ. Но не отиде во незината соба. Наместо тоа излезе надвор и прошета низ длабокиот снег. Веќе беше далеко од куќата кога се слизна и ја шина ногата така што повеќе не можеше да оди. Што да правам сега? Ќе смрзнам додека некој ме најде. Седеше на снегот и плачеше. Звездите блескаа на небото. Анет погледна нагоре. Дали Бог ќе ја спаси, иако беше толку злобна кон Лука? Потоа слушна лизгање на скии. Помош, помош! Лука, дали си тоа ти? Те молам, помогни ми. Ја шинав ногата. Ке земам санка. Еве, земи ја мојата виндјакна додека се вратам. Кога повторно беше сама, се молеше со целото срце. Мил Господе Исусе, грешна сум и потребен си ми. Те молам, прости ми ги сите мои гревови. Сакам да бидам Твое дете. И не само затоа што сум сега во неволја. Амин. Лука се врати со санка и кебиња. Лука, треба да ти кажам нешто. Јас бев таа што ти го уништи понито. Исус ми прости. Те молам, прости ми и ти. Не те мразам повеќе. Помислив дека си ти. Благодарам што ми кажа. Ти простувам. Анет беше безбедна дома, а Лука се молеше покрај вратата. Господе Исусе, те молам дај ми идеја како да ја докажам на Анет дека ми е жал за несреќата на Дени. Тогаш се сети на лекарот во градот. Дали може да се направи ногата на Дени да биде како порано? Среде ноќ и среде снежна бура, Лука ризикуваше со скии да отиде до градот. Преморен пристигна безбедно, иако да се направи тоа беше ризична работа. Но неговата постапка вредеше. Лекарот сакаше да помогне. Дени мораше да остане во болницата долго време, но кога се врати дома, донесе многу голема радост. Повторно можеше да оди. Лука беше поканен да дојде. Блескаше од радост кога го виде Дени како оди без патерици. Дени, треба да му се заблагодариш на Лука. Си го ризикуваше животот кога дојде да ме види. Не го направив тоа сам. Исус ми даде идеја и ми помогна да ја остварам. А неговиот стар пријател на планината плати за се, но тоа остана тајна на Лука. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!